Цената на водата во Штип не ја покачува регулаторната комисија, туку ИСР како последица на лошото менаџирање, кажаа денес на пресконференција од ВМРО ДПМНЕ. Финансиските расходи ги надминуваат финансиските приходи, односно ЈПИСР бележи загуби во работењето. Најголем дел од загубите се предизвикани од трошоци за плати и електрична енергија. Зголемените трошици најмногу се резултат на одлуката да се зголемат платите на вработените за 2,9% во однос на бруто платата за претходната година и покрај утврдената загуба. Бројот на партиски вработувања постојано расте, додека планираните инвестиции се намалуваат од 70 милиони денари во 2021 година на само 9 милиони денари во 2023 и покрај тоа што цената на водата до тогаш 3 пати ќе се покачи. Од друга страна, ИСР возврати со контраобвинување дека ВМРО манипулира со фактите, а пред короната предпријатието работело успешно и стабилно. Јавното предпријатие ИСР календарската 2019 година заврши со добивка од 324.000 денари. Зголемувањето на платите е резултат на законското согласување со минималната плата од 14.500 денари. Јавното предпријатие ИСР за 2019 година нема нови вработувања, а бројот на вработени на неопределено работно време од 362 е намален на 305. Во исто време, инвестициониот план е проектиран на 139 милиони денари. Стои во соопштението од ИСР.